Јас мислам дека ние треба да зборуваме за воспоставување на демократија и воопшто за иницирање на било какво влијание на граѓаните. Именно за непосредна демократија можеме да зборуваме тогаш кога има минимум услови за било какво демократско влијание, за да може да очекуваш некаков резултат кога ќе го притиснеш црвеното копче, треба да има машинерија која што работи од другата страна и која што ќе реагира на тој притисок. Во моментот јас не гледам таква машинерија и се чувствувам некако малку неудобно воопшто да зборувам за темата. Тоа е исто како да ме прашаат дали ако фрлиш 10 семиња на асфалт или 1000 семиња на асфалт, ќе ти израсне трева. И 10.000 и 100.000 семиња ако ги фрлам на асфалтот, нема да ми израсне трева, заради тоа што ги немам основните елементарни услови за да може јас воопшто да очекувам некакво делување на граѓаните. Значи, да, непосредна демократија, меѓутоа, непосредна демократија според мене на еден сосема друг колосек веќе треба да ја сватиме. Непосредна демократија на ниво на иницијатива за многу покорените промени, а не влегување во она што представува расправа за закони и законски иницијативи кои што ги носи оваа власт. Можеби сум малку песимистички расположена, меѓутоа дефинитивно сметам дека во моментот референдумите и обидите за влијание на граѓаните всушност само и даваат легитимитет на власта за она што го прави, односно ние влегуваме во расправа како да постојат навистина реални законски иницијативи, каде што станува збор само за можни модалитети, за можни измени, за можни алтернативи, амандмани и слично.